Македонски христијански подкаст. Вера, надеж и љубов за Македонија. Здраво, добре дојавте во втората епизода на четвртата сезона на Македонскиот христијански подкаст. Денеска ќе зборуваме зошто не Халоуин. Знаете, предстои Халоуин и многу луѓе го слават и во Македонија стана нешто популарно. Меѓутоа, денеска сакаме да зборуваме зошто не треба да се слави Халоуин. Што представува Халоуин и што ни зборува Библијата во однос на таа тема. Останете до крај на емисијата, на епизодата, изгледајте ја до крај, па сами расудете. Ова што го зборуваме дали е така или не. Но единствениот водич како треба да го живееме животот и кого треба да го славиме, ни го дава Библијата, односно Светото Писмо. Тоа е врховен авторитет за секој еден христијанин. Ние ова што ќе го зборуваме тука, ќе го зборуваме преку оквирот и преку призмата на Светото Писмо. Со цел вие да може тоа да го разберете и да го одлучите, односно да го живеете како што сака Бог да вие го живеете и вашиот живот и да го славите Бог во вашиот живот. Секако ние треба да правиме работи кои му се угодни на Господ и преку кои Бог се прославува во нашиот живот. Затоа одлучивме ние да ја снимаме оваа епизода и да испратиме една порака до народот, до луѓето кои ќе го слушнат и видат ова видео, зошто не треба да се празнува Халоуин и која е позадината на тој празник. Затоа, јас на почеток ќе прочитам еден цитат, имам повеќе цитати издвоено од Википедија во врска со Халоуин и ќе дискутираме со Никола во врска со тие цитати и ќе прочитаме нешто од Библијата. Ќе прочитам први еден извадок од Википедија на македонски јазик. Таму пишува: Ноќ на вештерките, англиски Халоуин, е празник што се слави на 31 октомври. Според многу научници, овој празник првобитно бил под влијание на западноевропскиот празник на жетвата и денот на мртвите со можни пагански корени, особено келтскиот Саун или Самхаин. Додека други сметаат дека овој празник независно произлегол од Саун и има христијански корени. Ова е народен празник, но посебно врзани со него се некои христијани и пагани, особено ирските доселеници во Северна Америка, кои донеле со себе верзија на нивната традиција. Овој ден често е поврзан со црната и портокаловата боја и посебно со символот фенер од тиква. Активностите поврзани со овој ден вклучуваат шеги, trick or treat, посетување на проколнатите места, во наводници, палење логорски оган, маскембал, резбање тикви, jack-o'-lanterns, значи така се викаат на англиски, вадење јаболка, apple bobbing, читање страшни приказни и гледање филмови на ужасите. Јас имам замерка на овој текст, уште веднаш ќе ви кажам. Халоуин нема никаква врска со христијаните. Нема никаква врска. Ќе ви објасниме зошто. Значи, тоа е моја прва замерка тука. Со паганите има, со безбожниците има, но со христијаните нема. Тоа ќе ви го заклучам уште одма. Тука има наоди дека потекнува од некои пагански корени, особено од келтскиот Саун или Самхаин. Исто во статијата ќе прочитам нешто во врска со тој празник што го празнувале келтите, тој Саун и дека има корени од таму. Зошто тврдам со 100% увереност дека нема христијански корени? Нема христијански корени бидејќи нема библиска или основа врз Светото Писмо. Зошто? Никаде во Библијата Бог не повикува ние да се маскираме, да правиме шеги, да посетуваме така наречени проколнати места, да резбаме тикви во облик на страшила, да читаме страшни приказни и да гледаме хорор филмови. Никаде. Значи, со такви работи се служи сатаната, кој сака да ве пороби во страв и сака вие да живеете во страв,
преку тие страшни приказни, преку тие хорор филмови, за да ве пороби. Искрено ви го зборувам ова, за да бидете свесни. Навидум, децата ќе се маскираат, пак има некој маскенбал. Не е така. Вие на вашето дете го травматизирате со тие страшни маскенбали, со тие страшни приказни, со тие хорор филмови и така натаму. Значи, врска да има Халоуин, една врска со христијанството нема. Значи, ова информација јас со 100% увереност ви тврдам дека не е точна, каде што вика дека има христијански корени. Не може да има христијански корени, пошто нема библиска основа. И никаде Бог не повикува да ние се маскираме во страшила, да правиме некакви шеги и такви работи. Значи, никаде ние не треба да се мешаме со темнината или пак да се маскираме како некои плашила. Значи, тоа никаде Бог не го вика да го правиме. Затоа ви тврдам со 100% увереност врз база на тоа што го пишува во Библијата, дека нема никакви христијански корени Халоуин. Тоа е само уште една лага на сатаната, кој сака да ви го ублажи и да ве излажи да учествувате во тој празник, каде што тој се прославува. Каде што тој ги тера деца на христијани да се облекуваат како страшила, како плашила, како демони, да учествуваат во тие демонски и ѓаволски работи. Ова е предупредување за вас, за да бидете слободни, да го славите Бог, а не да бидете поробени од ѓаволот. Тоа е искрено упатување, искрен апел до христијаните. Никола, што имаш во врска со ова сега што го прочитав, нешто што ти остави впечаток, што мислиш дека треба да им го споделиш на гледачите во врска со ова што го прочитавме, да речем, како позадина на Хелоуин. Исто и самото име нели вика Ноќ на вештерките. Значи, што има врска вештерка некоја или вештер, машки род, со христијанството, со Библијата? Ништо. Таквите работи, вештерството е строго забрането во Светото писмо. Дури Бог во Стариот Завет им заповеда на таквите луѓе да бидат каменувани кои се занимаваат со вештерство. Вештерството е директна комуникација со ѓаволот и правење на ѓаволски работи. Значи, толку е сериозно, ќе прочитаме дека Бог тоа строго го забранува и е најсериозен во врска со тоа дека ние не треба да се мешаме со демонските сили, туку треба да одиме кај него, да одиме во светлина, а не во темнина. Никола, што имаш ти да споделиш нешто во врска со ова што го начнавме како тема? Па, ми е интересно што јас ја правеше таа работа, диме со истражување на што е Халоуин и јас искрено тоа што го пиши дека од христијанска позадина доаѓа прв пат го слушам, искрен да сум со вас и сите тие работи што може да ги слушнете за многу пагански, значи не само Халоуин и општо за пагански некои празници, пагански работи и некои адити кои се случуваат кои се практикуваат во нашата држава, во нашиот народ, сето тоа е скриено, значи позади муабети кои се вели тоа има христијанска позадина, овој христијанин го правеше, оној христијанин го правеше, со такви, значи изговорени со такви лаги, како што спомна Димитар, се служи сатаната за да ги заслепи луѓето да прават вакви работи и дури не само да прават, туку и да ги нарекват дека наводно идат од христијански позадини. И сето тоа, значи самото што прочитавме во самиот текст што пише дека се маскира такви работи, самото тоа се ви кажува дека значи маскирањето едноставно не е обично маскирање, сако е како денот на шегата, иако и тоа е испревртена работа, но значи таму маскенбал некој во некои страшни работи, во чудовишта, во вештерки и така натаму, тоа е самото ви кажува дека нема никаква врска со Светото писмо, нема никаква врска со Бог, оти Господ не сака ние да се маскираме, не сака ние Господ да ги плашиме луѓето да одиме да му земаме, значи пред врата овие што и да се trick or treat што му земат, значи шудат по наврата и што прават такви работи Господ, значи не ни вели, ни дава заповед да ги љубиме луѓето, да го правиме она што го правеше тој, односно да како што ја даде
Исус последната заповед пред да се вознесе во небото, да одиме и од целиот свет да правиме негови ученици. Значи нас тоа ни е тоа што Господ ни го заповеда, ни го даде како мисија, како задача, не да одиме да ги плашиме луѓето или да ги тераме да се маскират, да одиме да тераме да резбат некои тикви или не знам што, туку едноставно Господ ги бара луѓето да ги спаси, тој ги сака, значи умре за нив како што умре за нас, умре за целиот свет, Господ Исус Христос, и беше погребан и воскресе на третиот ден за ние да го славиме него и да го бараме него, значи да читаме од неговиот збор, да пребивам во неговиот збор, а не да правиме некој маскамбал или некои такви работи кои се сепак доаѓаат од светот и е човечка идеја, значи празникот нигде не се спомнува како што има некои празници што беа за израелевиот народ во Стариот Завет, ако читате, така за овој празник во наводници не се спомнува нигде во Библијата, и за овие вакви, значи, работи што се прат на тој ден. А исто така понатаму може ќе прочита Димитар, сигурно во објаснувањето, еден од деновите во годината каде што се случуваат најголемо киднапирање на деца е токму на тој ден, на Халоуин, и се случуваат такви страшни работи кои не се од Бог, значи Господ ги прима, значи децата ги прима кај него да дојдат и да слушаат од него и да поверуваат во него, не бара да бидат киднапирани или да бидат силовани, така натаму, што верувам понатаму ќе прочитаме за овај празник, но тоа е тоа што мислам некои работи што јас кога ги прочита Димитар, одма ми задзванија во ушите и одма си реков дека која е врската со христијаните и со христијанството воопшто, па посебно дека доаѓа од христијански вредности, од христијанството ваков тип на празник. Кога ќе читаме некој човек што чита во Светото писмо, ќе спореди, ќе се рече ова нема некаква врска и не е воопшто христијански, нема воопшто христијански корења, така да. Да, исто би спомнал дека ми е на некој начин мило што воопшто за ова тема разговараме, што воопшто ги вадиме овие работи на виделина, бидејќи верувам дека многу луѓе се заслепени поради работите што ги прават луѓето и сите тие, значи, измислици кои се прават на тој празник и општо сите такви празници што се пагански, и луѓето наставно сатаната ги заслепува преку такви денови, но ние сепак секој оној кој верува во Христос е ослободен од таквите работи и Господ Исус му е Господар и Спасител на неговиот живот, не му е некој посебен ден или нешто, туку самиот Господ му е Спасител и не чека такви денови за да има, значи за да прави кеф, за да е радосен, туку едноставно и има исполнување радост во Христос без учество на такви денови, такви пагански учество во такви пагански работи, така да тоа би било тоа што јас би го споделил. Да, значи тие работи што ги прочитавме тука, воопшто не му се мили на Господ. Воопшто не му дава чест, слава, величие, воопшто немаат врска никаква со него. Затоа не може да има Халоуин некоја врска со христијанството и со Бог. Она што го велича Бог, што му дава слава, што го возвишува Бог, тоа е угоден празник или празнување или славење на Бог. Затоа, сега ќе продолжам и ќе прочитам уште нешто што најдов на Википедија во врска со корените или потеклото на Халоуин. Историчарот Николас Роџерс, истражувајќи го потеклото на овој празник, забележува дека иако некои фолклористи неговото потекло го лоцираат кај римскиот празник Помона, божиците на овошките и семињата, или кај денот на мртвите наречен Паренталија. Периодични обреди во чест на мртвите родители и роднини. Почесто се поврзува со келтскиот празник Саун, што доаѓа од староирскиот израз за крај на летото, Summer's End. Саун бил првиот и најважен од 4 квартални денови. Квартален ден се нарекува секој од 4 фиксни денови, кои по обичај го означувале првиот ден на тримесечието, ден кога се плаќа рента и слично.
во средновековниот галски, односно ирски, шкотски и на островот Ман во ирското море календар. Значи тие празници биле во средновековниот галски календар. Значи во галскиот календар спаѓаат Ирска, Шкотска и островот Ман во Ирското море. Овој празник се славел на или околу 31 октомври или 1 ноември. А и во другите келтски земји во истиот период од годината се славеле сродни празници. Например, британскиот значи Калан Гав во Корнвол и Калан Гоанф во Бретања. Овие се малце потешко да се изговорат, може да ги прочитате на Википедија на македонски јазик. Саун се споменува и во некои дела на најраната ирска литература, како и во многу важни настани од ирската митологија, кои се случувале или почнувале на Саун. Овој празник го одбележувал крајот на сезоната на жетвата и почетокот на зимата, или помрачната половина на годината. Во ова време се правил инвертар и подготовка за предстојната зима. Стоката се враќала од летните пасишта а она што било за колење се колело. Кај повеќето галски народи имало ритуали кои вклучувале и палење огнови, некои од овие ритуали навестувале дека тие можеби во одреден период вклучувале и поднесување човечки жртви. На Саун исто така се изведуваше и ритуали или игри со гатање. Значи тука гледаме, има уште еден дел од овој цитат кој го најдов, значи тука гледаме каква позадина има самиот празник, дека потекнува од тие галски народи, значи од кај Ирска, Шкотска и островот Ман, и дека тие имале исто такви, значи на бритскиот остров, полуостров, значи имало таму исто така такви празници кои се славеле околу 31 до 1 ноември, но вика можно е да имало периоди кои вклучувале и поднесување на човечки жртви. На Саун исто така се изведувале и ритуали или игри со гатање. Гатање е, значи, правење на магии, правење на работи кои се ѓаволски или демонски. Значи, таква позадина има самиот празник Саун, кој е претходник на самиот Халоуин. Ќе продолжам со читање. Саун се сметал време кога вратата од другиот свет се отварат доволно да можат душите на мртвите и другите суштества, како на пример самовилите, да влезат во нашиот свет. Се сметало дека на Саун душите на мртвите ги посетувале своите домови. Се одржувале гозби на кои душите на мртвите роднини со гест со рака се поканувале да се придружат на гозбата, а на масата се поставувало и место и за нив. Луис Пенс го опишува како гозба за мртвите и празник на самовилите, но исто така се сметало дека на Саун биле активни и лошите духови и самовили. Луѓето преземале мерки како да ги смират или да се одбранат од овие штетни духови самовили. А ова се смета дека влијаело на денешните костими кои се носат на ноќите на вештарките. Пред 20 век на Саун костими се носеле само во делови од Ирска, Ман, Шкотските планини и острови и Велс. Маскирањето можеби потекнува од потребата луѓето да се маскираат пред овие штетни духови и самовили. Дали ви е сега јасно, драги гледачи, во какви работи се впуштате, не знаејќи, а може би некој знаејќи, само игнорирајќи ги, заради
тоа да биде fit in во општеството, значи да се прилагоди во општеството за другите луѓе да не мислат дека тој е заостанат, прави. Значи вика се сметало време кога вратата од другиот свет се отвара доволно да можат душите на мртвите и други суштества како пример самовилите да влезат во нашиот свет. Јас ќе ви кажам едно што е 100% сигурно, може да го проверите во Библијата, душите на мртвите не можат да се вратат назад. Не можат да се вратат тука назад во овој свет. Тоа ви е 100% испитана библиска вистина. Може да ја проверите слободно во Светото писмо. Значи, душите на мртвите се за оние кои веруваат, се кај Бог. А за оние кои не веруваат, го чекаат воскресението и судот. Судот, каде што ќе бидат судени според нивните дела и веќе се знае исходот на оние кои не веруваат во Христос. Исходот е вечна смрт. А сите кои веруваат, нивната душа го чека воскресението, да, ама воскресението за вечен живот во Божјото присуство, во Божјото царство. И други суштества, вика овде, како например самовилите, да влезат во нашиот свет. Сега, но исто така, ова е многу битно сега, да го запамтите, но исто така се сметало дека на Саун биле активни и лошите духови самовили. Не да се активни, 100% се активни. Зошто? Зашто некој прави работи кои се грев. А преку гревот, вие му давате пристап на ѓаволот и на сатаната да завладее и му отварате врата, како што тука пишува, да тој дојде во вашите домови, му давате пристап до вашите деца и потоа тоа резултира со проблеми во вашиот живот. Поради таа отворена врата која сте ја направиле. Преку правење на грев. И вие дозволувате тие штетни духови или самовили да ви влезат во вашите фамилии, вашите семејства. Немојте тоа да го правите. Немојте да дозволувате вашето дете да учествува во такви работи. Апел до родителите. Ова видео стрикно го снимаме заради таа причина. Да се свести народот дека не треба да се игра оро со ѓаволот. Да не се фаќате работа со ѓаволот. Тој е лукав. Да, значи, дури е толку лукав, што ќе ве натера да помислите дека душата на некој мртов близок ваш е тука. Дека тој што е тука на земјата. Но Библијата ни кажува дека никој кој заминал на другиот свет не може да се врати тука. Неговата душа е веќе или со Бог, или го чека судниот ден. Тоа ни го зборува Библијата. Никола, во врска со овие работи околу маскирањето, како дошла, еве, читаме на Википедија, можат да прочитат повеќе, нели, луѓето кои не слушаат за овој историчар Никола Роџерс и за Луис Спенс и за тие работи кои тие историчари ги имаат пронајдено во овие култури или ова потекло на Халоуин, на ноќите на вештарките. Дали од ова нешто што го читавме имаш што сакаш да споделиш врска со ова? Да, па самото, значи читање, самото спомнување на овие работи е искрено како што после изборот и јазиво кога го слушниш, знаеш, кога ќе речеме се најжив, ќе речеме кога го слушав се најжив, некој кога ќе ни кажува нешто, кога ќе ни некој приказ, кога ќе ни раскаже или некој случај што му се случило, така се чувствувам во моментот, знаете како ќе велиме се најжив и од ваквите работи, знаете што викат, значи повикување на сите тие такви работи, верување дека ќе дојдат, значи таквите страшни духови самовили ово они, последеме како што прочита при крај на текстот таму,
затоа и воопшто наводно се оправдува тоа маскирање, се маскираат за наводно да ги исплашат тие духови и да се заминат. Значи, тие духови, како што спомна Димитар, што веќе постојат и што веќе се тука на земјата и што ако му дозволиме ќе влијат врз нас, тие само може да се изгонат во името на Исус, не со некое маскирање, не со некои маски или со некои разбање некои работи, туку тие духови кои се присутни, кои не одвојуваат од Бог, кои не терат да правиме грев, а гревот значи одвојување од Бог, тие само можат да се изгонат и можат да се направи да не се тука, со тоа што ќе се изгонат преку името на Христос и кога ќе се слави името на Христос, кога ќе ни стани Господ Исус Христос, Господар на нашиот живот, тогаш само таквите работи нема да влијаат врз нас, тогаш само таквите работи, таквите самовили, таквите некои зли духови, односно демони, кои овде се опишани како самовили, не знам, лоши самовили, некои лоши духови, или душата на некој починат, значи тие можат да се спречат да влијаат и да на некој начин да прават пакост или да внесуваат страв кај луѓето, тоа може да се случи само преку вера во Христос и изгонување во името на Христос, Исус, така да. И тоа јасно не го кажува Библијата дека Господ Исус чим одлучи да дојде на ова земја, Господ Бог да го испрати својот единроден син Исус Христос да дојди на земјата, да пострада за нас, да биде погребан и да воскресе на третиот ден, толку многу да не возлюби, за ние да правиме вакви работи, да го негираме едноставно, да не веруваме во него, да правиме вакви скроз обратни, значи од него работи, тоа не му е него мило воопшто и не е тој на некој начин не му е угодно тоа што го правиме ние едноставно и тој сака да се прилепиме кон него. Тој не сака да се прилепиме и кон некои вакви празници, да се прилепиме кон нешто што едноставно паганско и едноставно што е сатанско, што не доаѓа од него и во врска со тоа на некој начин прилепување и следење и едноставно прифаќање на Христос. Мислам дека имам еден стих што сакам да прочитам и би одговарало во врска со ова. Тој стих можеме да го најдеме во Јован, 8 глава, 12 стих, во Новиот Завет, значи. Таму пишува: Исус пак прозбори натаму велејки: Јас сум светлината на светот. Кој ме следи, нема да оди во темнина, туку ќе има светлината на животот. Значи, тука Исус Христос јасно ни кажува дека ние треба да го следиме него и дека ние треба да одиме по него, бидејќи тој е светлината на светот и кој ќе го следи Христос, односно кој ќе верува во него и верува во тоа што верува во неговата жртва, поверува во неговата смрт на крстот, неговото погребение и воскресение, нема да оди во темнина, туку ќе има светлината на живот, значи ќе има вечен живот. Нема да загине, нема да оди во вечна пропаст, туку ќе има вечен живот, ќе оди во вечното присуство со Бог, со Господ. Значи тука јасно Исус не го ветува тоа и тој кој ни го вети, кој ни вети нешто, тој е верен на она што ни го има ветено и тука тој ни ветува дека ако одиме по него, нема да одиме во темнина, туку ќе имаме светлината на животот, не поради тоа што ние сме зачекориле кон него, дека ние одиме, дека ние правиме нешто, нема да одиме во темнина, туку бидејќи тој е светлината на светот. Поради таа причина ние нема да одиме во темнина, туку ќе одиме во светлина и ваквите работи кои Димитар ги читаше за Халоуин нема да ни напакостат, нема едноставно да не засегат, нема да ни е страв и така натаму таквите работи кои денови како Халоуин, односно денот на вештерките го нудат и даваат само темнина и имаат, значи ѓаволот има преку такви денови нуди темнина и такви зли работи кои не му се угодни на Бог, а Исус вели: Јас сум светлината на светот и кој оди по него, кој верува во него, нема да оди во темнина,
туку ќе има светлината на животот. Така да многу е битно, најбитно е односно да го следиме Исус Христос. Најбитно е да го следиме неговиот пример, најбитно е да веруваме во него и да го имаме нашиот живот предаден на Исус Христос. Да веруваме во жртвата негова, да веруваме во тоа што се случи на крстот и ќе имаме вечен живот. Не да ги следиме овие пагански празници, овие сатански обреди, сатански практики да ги правиме, туку следење на Исус Христос и верување во неговото дело на крстот. Тоа е тоа што не спасува и тоа е тоа што ќе не прави да не одиме во темнина, туку да имаме светлината на животот. Така да ова е сериозна работа и ова го бара Бог од нас, значи ја бара нашата вера, ја бара нашата доверба во него, бидејќи тој е светлината и тој само може да не одведе во светлина и да не оттргне од темнината. Никој друг и ништо друго, само Господ Исус Христос. Да, баш додека ти зборуваше, значи во Солуњаните најдов стих, за овие две работи сакам да прочитам, за душата на верните каде оди и што чекаат верниците во Исус Христос, оние кои веруваат дека Исус умре и воскресна, и што го очекува оние кои не веруваат. Мислам дека е многу битно за ова што го читавме и што го зборувавме сега. Сега ќе го најдам тоа во прво Солуњаните. Во 5 глава, 14 стих. Само да видам тука. Јас моментално сум во Откровението. Тоа е нешто што верувам дека е доста битно за секој еден од луѓето да знаат што ги очекува после овој живот, после овој земен живот. Ќе прочитаме во прво послание до Солуњаните во 4 глава, извинете, не 5-та, 4 глава, значи, од 13 до 18 стих. Не сакаме, браќа, да останете во незнаење за умрените, за да не жалите како другите кои немаат надеж. Зашто ако веруваме дека Исус умре и воскресна, така и умрените во Исуса Бог ќе ги приведе со него. Зашто ова ви го кажуваме преку Словото на Господа, дека ние кои живееме и остануваме до Господовото доаѓање, нема да отидеме пред оние кои умреле, зашто самиот Господ на заповед, при глас на архангел и при Божја труба, ќе слезе од небото и мртвите во Христа ќе воскреснат прво. Потоа ние живите, ние кои останавме, ќе бидеме грабнати заедно со нив на облаците, во воздух, во пресред на Господа. И така за секогаш ќе бидеме со Господа. Затоа утешувајте се еден друг со овие зборови. Значи, ние не треба да сме во незнаење за умрените, за да не жалиме како другите, вика. Зошто? Кој е аргументот Павле кој ни го дава? Зошто јас не треба да жалам ако некој мој брат, сестра во Христос почини и замине од овој свет? Вика, ако веруваме, навистина во срцето веруваме, дека Исус умре и воскресна, тогаш, вика, умрените во Исуса, значи оние кои веруваат во Исус, кои умреле, Бог ќе ги приведе со него. Бог ќе ги земе кај нив. Зошто да жалам? Тоа е радосната вест на христијанството, дека има живот после смртта. Имаме вечен живот во Исус Христос, бидејќи тој умре и воскресна. Тоа е јасно. Вика, зашто ова ви го кажуваме преку Словото на Господа. Значи, ова Слово, овие зборови се од Господ. Не ги измисли Павле. Не, Словото на Господа, вика. Да. Значи, учениците, после 3 дена, откако го погребаа Исус, го видоа воскреснат. 40 дена јадеа, пиеа со него, Исус ги поучуваше. После тоа се вознесе на небото и седна одесно кај Бог Таткото. Значи, ова слово за воскресението е слово на Господ. Не е човечко слово.
И вика, ние кои сме живи и остануваме до Господовото доаѓање. Господовото доаѓање значи дека Господ Исус Христос, живиот Господ Исус Христос, кој седи одесно на Бог Таткото, вика, глас на архангел, значи на заповед, значи самиот Господ на заповед, при глас на архангел и при Божја труба ќе слезе од небото и мртвите во Христа ќе воскреснат прво. Значи, ние сме тука, го чекаме Господовото доаѓање на заповед, на Божја труба, значи глас на Божја труба од архангел, ќе воскреснат, вика, мртвите тука што се на мртвите во Исус Христос, оние што веруваат во Исус Христос, ќе воскреснат, а ние, значи прво тие ќе воскреснат, а ние, вика, ќе бидиме исто така вознесени, значи Бог ќе не грабне и ќе сме во пресрет на Господ. И така, вика, за секогаш ќе бидеме со Господ. Значи тоа е вистинското христијанско верување. Ако тоа на вистина ти не го веруваш, тогаш се што правиш како христијанска традиција, како христијански обред, како ритуал христијански или што и да е, џабе. Напразно, јас ти кажувам искрено. Вистинската надеж на еден христијанин е дека на вистина ќе живее заедно со Господ за секогаш. Тоа е оно што не разликува од сите останати религии, традиции, ритуали, дека има вечен живот. Тоа мора да го знаеме. И сега е прашањето каков Халоуин? Нема Халоуин тука, нема такви работи повеќе. Значи јас верувам дека Христос доаѓа по мене да ме земе. Ако сум тука, се уште жив. Ако не сум жив, тогаш ќе ме воскресне Исус. Тоа е радосната вест, луѓе. А не некакви Халоуин, некакви празници, некакво, па дури и празно христијанство би рекол. Христијанство без надеж во воскресение не е христијанство. Готово. Тука ставаме точка на муабетот, што би рекле. Сега ќе прочитам и во Откровение што ги очекува оние кои не веруваат во Исус Христос. Каква судбина ги очекува. Ова не ми беше планирано од претходно, но ете верувам дека е доста битно и се поврзува со оваа тема, за да знаете вие што се случува со душата на еден човек откако ќе го напушти телото. Во Откровение ќе читаме 20 глава за целата глава треба да ја прочитаме. Ќе ја прочитаме целата. Може и ќе трае епизодата подолго, но знам дека вреди ова да се сподели, бидејќи има многу конфузии околу тоа каде оди душата на еден човек после смртта, телесната смрт. Затоа ова го читам и ќе ве замолам за внимание. Да се посветиме на овој текст. Значи, Откровение на Јован апостолот, ќе читаме во 20 глава. И видов ангел, како слегува од небото, кој имаше во својата рака клуч од бездната и голема верига. Тој го фати змевот, старата змија, која е ѓаволот и сатаната, и го врза за 1000 години, и го фрли во бездната и го заклучи и ја запечати над него, за да не ги заведува народите додека не се навршат 1000 години. Потоа треба да се одврзе за малку време. И видов престоли и на оние кои седеа на нив. Им беше дадено да судат и душите чии глави беа исечени заради сведоштвото за Исуса и за Божјото Слово, кои не му се поклонија на зверот ни на неговиот лик, кои не ја примија ознаката на своето чело и на својата рака, тие оживеа и царуваа со Христа 1000 години. А другите мртовци не оживеа додека не се навршија 1000 години. Тоа е првото воскресение. Блажен и свет е оној кој има дел во првото воскресение. Над овие втората смрт нема власт, туку ќе бидат Божи и Христови свештеници и ќе царуваат со него
1000 години. Значи, првото воскресение е за верниците кои веруваат во Исус Христос, кога тој ќе дојде да владее тука на земјата 1000 години и верниците ќе владеат со него 1000 години. А сатаната, ѓаволот, ќе биде фатен и фрлен во бездната и ќе биде заклучен 1000 години и после ќе биде пуштен за кратко време. И сега ќе го прочитаме другиот дел за второто воскресение. Нели, прочитавме дека блажен и свет е оној кој има дел во првото воскресение. А кога ќе се навршат 1000 години, сатаната ќе биде пуштен од својот затвор и ќе излезе да ги заведува народите по 4 краишта на земјата, Гога и Магога, и да ги собере за војна чиј број е како морскиот песок. И излегоа на земната ширина и го обкружија логорот на светите и возлюбениот град, и слезе оган од небото, од Бога, и ги проголта, а ѓаволот кој ги заблудуваше беше фрлен во огненото и сулфурното езеро, каде се и зверот и лажниот пророк, и ќе бидат мачени дење и ноќе во век и веков. Во век и веков. И видов голем, бел престол, и оној кој седеше на него, од чие лице побегнаа земјата и небото, и не се најде место за нив. И ги видов мртвите големи и мали, како стојат пред престолот, и се отворија книжните свитоци, и друг книжен свиток се отвори, книгата на животот, и на мртвите им беше судено, според она што е запишано во книгите, според своите дела, и морето ги предаде своите мртви, кои се во него, и смртта и подземјето ги предадоа мртвите, кои се во нив, и секој беше суден според своите дела. И смртта и подземјето беа фрлени во огненото езеро. Тоа е втората смрт, огненото езеро. И кој не беше запишан во книгата на животот, беше фрлен во огненото езеро. Драги мои, ова е она што не очекува. Прво воскресение и второ воскресение за суд. Во кое воскресение ти сакаш да бидеш? Во кое воскресение сакаш да бидеш? Дали сакаш со сигурност да знаеш дека ти ќе бидеш дел од првото воскресение, ќе бидеш Божи и Христов свештеник и ќе царуваш со него 1000 години? Или те очекува судот, каде што ќе бидеш суден според своите дела, а резултатот е дека ти ќе бидеш фрлен, вика, во огненото езеро кое гори со оган и сулфур. Тоа е втората смрт, чи вечно страдање, вечни маки. Ова го снимаме и го кажувам за да се свестиме која е таа реалност која постои. И она што ни го кажува Библијата е да донесеме одлука денеска за да знаеме, како што напиша Павле, да не жалиме, да имаме надеж жива, дека Исус умре и воскресна. Умре за нашите гревови, за нашите престапи, за на овој суд кој е опишан тука. Да не бидеме осудени во пеколот, бидејќи ние заслужуваме да сме осудени таму. Но Бог кој е полн со милост и благодат, одлучи таа казна, смртната казна, која ние заслужуваме, да ја стави и да изврши врз својот син, тоа е Господ Исус Христос. Бог таткото го даде својот син. Господ Исус Христос, Божиот син, кој живееше 33 години, совршен живот, кој не сгреши ниту еднаш, која пролеа својата крв на крстот пред 2000 години, за да ги плати сите наши гревови. Беше погребан Исус. И на третиот ден Исус воскресна од мртвите. Воскресна од мртвите за да го заврши, да го комплетира нашето спасение, прошката на гревовите, оправданието и да ни даде вечен живот. Затоа Исус умре и воскресна. За ние да имаме вечен живот. И Бог тоа ти го нуди и тоа е дар од Бог. Дар од Бог. Ти дали го прифаќаш или отфрлаш, одлуката е твоја. Меѓутоа, Бог ти дава дар. Прифати го денес, е пораката.
Ако не го прифатиш, ако го отфрлиш, тогаш вистината е дека ти ќе биде суден според своите дела. А знаеме, нема ниту еден човек што е праведен и што на тој суд ќе рече јас сум праведен, Боже, пушти ме, ослободи ме од судот. Не. Не. Секој ќе биде суден според делата. Затоа, да ја бараме Божјата милост, Божјата благодат, прошката која Бог ти ја нуди, барај го тоа. Бидејќи Бог е полн со прошка, полн со благодат, полн со милост, полн со љубов. Таков Бог имаме ние. Никола, знам дека малце проширив, но еве, нешто друго што сакаш да му споделиш на гледачите, врска со општо со темата и со Библијата, еве со душата на човекот или каде нели оди душата после смртта и таа духовна борба да се долови помеѓу светлината, темнината, нешто што сакаш еве да споделиш, што би било корисно за гледачите. Да, Господ, всушност ова општо тема што разговараме за ова, за разликата, мислам, зашто не Халоуин и како тоа има врска со Светото писмо, како тоа има врска со работите што сега ги читавме. Господ Исус вели за тие работи дека се работи за живот или смрт. И ова што го читавме не е некој нешто роман, не е нешто што ќе го прочитам и така ќе го прочитаме колку да се прочита, туку едноставно е нешто што се работи за смрт или живот, бидејќи Господ Исус, како што напоменав на повеќе наврати ова епизода, тој е сериозен за нашиот живот, тој е сериозен за нашето битие, тој не сака, тој не возлюби и тој не сака никој од нас да завршиме во тоа огнено езеро што Димитар читаше за него во Откровението и не е нешто што Господ Исус го прави тој оти така одлучи, сака тебе те неики и ќе те фрли во огненото езеро, тоа се случува бидејќи на некој начин секој оној кој не верува самиот се става се фрла во тоа огнено езеро, бидејќи не го прифатил дарот на вечен живот кој го дава Господ Исус, а дар, како што спомна Диме, дали ти го прифатиш или не, тој ти го дава како дар, дар значи нешто незаслужено. Тој ни дава нешто незаслужено, односно вечен живот и никој од нас не може тој вечен живот да го заслужи, не може да го заработи, не може да стигне до Бог со своите дела, да стигне до Царството небесно, до вечен живот, со тоа што ќе биде добар, со тоа што ќе биде религиозен, ќе почитува правила и така натаму. Не, туку со искрена вера во Господ Исус Христос, со покаяние, со покајничко срце и со обраќање кон Господ Исус Христос и со вера во Него дека тој еден ден ќе бидеме заедно во Божјото царство ако му веруваме Него и нема да одиме во во царството на темнината, нема да одиме да бидеме фрлени во тоа огнено езеро кое може да се избега со вера во Христос, може да се побегне од тоа. Не дека ние избегавме на некој начин на тоа, туку бидејќи Господ Исус не избави. Тој беше тој што не избави, тој беше тој што не повлече од тој пат на кој што одевме ние. Ние одевме натаму, на кај вечна пропаст, вечна смрт, но тој беше оној кој не изваде, тој беше оној кој не врати. Тој беше оној кој умре за нас и не гледа како скапацени во неговите очи. Ние секој од нас сме скапацени, тој не сака да завршиме во тоа огнено езеро и затоа го даде својот еден роден син и затоа треба ние да веруваме во него, да веруваме во делото на крстот што тој го направи, да целосно му се предадеме, да не бидеме оние кои одат против Бог, кои не веруваат во него, иако тој толку многу даде за нас, толку многу жртвува, дури го жртвува својот еден роден син, ние треба да веруваме во него и ќе наследиме вечен живот. Ќе имаме живот во изобилие, бидејќи тој го дава, не оти него заслуживме или оти него баравме, пак ќе спомнам, туку бидејќи тој го бара и тој е оној кој не бара и оној кој не наоѓа. Тој е оној кој не наоѓа, тој е оној кој не сака и тој сака да бидеме со него, тој не ги да бидеме фрлени, како што спомнав во огненото езеро. А ние со нашите постапки, ние со нашите
беззаконие, со нашето откажување од Бог, самите се фрламе всушност во тоа огнено езеро и не можеме да кажеме, да вадиме изговори дека Господ, Бог Господ Исус е оној кој не фрла во огнено езеро, туку нашите постапки, нашето неверување во Него, а тој толку многу направи за нас и сака да веруваме, не бара со отворени раце, а ние не одиме кај Него и поради тоа ќе се завршува во тоа место, каде што никој не саќа да биде претпоставуван. Да, ме потсети на стихот од Римјаните 6 глава 23 стих, каде што вели: зашто смртта е плата за грев, но благодатниот Божји дар е вечен живот во Христа Исуса нашиот Господ. Значи, заслугата или платата за гревот е смртта. Значи, ние сите заработивме, заслуживме смрт. Смртта е, значи, второто воскресение, секој ќе биде суден според своите дела, а делата наши знаеме дека се зли, лоши, имаме направено гревови и резултатот е огненото езеро. Тоа е вечната смрт или втората смрт, што ја пишува во Библијата. Значи, тоа го заслуживме ние, живејки тука на земјата еден неправеден живот полн со гревови. Тоа е заслуга. Значи, работникот работи и да заслужува на крајот од месецот платата, така? Исто е и со нас. Ние заслуживме да Бог ни плати со смрт. Но вика, Бог ни дава дар, а тоа е благодатен Божи дар. Значи, незаслужен поклон, дар од Бог. Тоа е вечен живот во Христос Исус нашиот Господ. Заслугата или платата, ние веќе сме ја заслужиле таа плата. Смртта како плата ја заслуживме. И не може ниту еден да избега и да рече јас тоа не го заслужив. Да бидиме искрени и реални. Но вика Бог, кој е полн со благодат, кој дава незаслужено, кој дава во изобилие, ни дава по негова благодат дар, вечен живот во Исус Христос нашиот Господ. Значи, едното го заслужуваш, без разлика дали ти мислиш дека е така, мислиш дека не е така, се согласуваш со ова тврдење или не. Едното го заслужуваш. Тоа е смртта. Бог ти плаќа во смрт за твоите гревови. Но исто така, истиот тој Бог, кој е праведен, ти нуди простување, ти нуди подарок, Божи дар, по неговата благодат, тоа е вечен живот во Христос Исус. Значи, тие гревови кои ти си ги направил, ако веруваш во Исус, тие се префрлуваат, му се припишаа на Исус, му се припишуваат на Исус на крстот пред 2000 години. Дека тој умре за нив. Дека беше погребан, твоите гревови се погребани со Исус во тој гроб, Бог нема никогаш повеќе да се спомне за твоите гревови. И дека на третиот ден Исус воскресна, тоа значи дека и ти, кој веруваш во Исус, ќе воскреснеш. Бог ќе те воскресни во последниот ден за вечен живот. Тоа е цела суштина, тоа е цело евангелие кое ни е дадено, кое го пишува тука во Светото писмо. Преку кое ние се спасуваме. Многу е едноставно. Некои викат too good to be true. Ама е вистина. Вистина е. Зошто? Зашто ова не го измисливме јас и Никола. Ова не го измисли апостолите. Ова е Господово слово, како што напиша Павле. Божи збор. А Бог кога ќе ти каже нешто, кога ќе вети, тој е верен и вистинит. Тој има моќ и сила тоа да го направи. И тој е достоен за чест и слава и секоја пофалба, бидејќи тој е семоќен. Ние не сме семоќни. Ти не си семоќен. Но Бог е семоќен. Може се, знае се, тој е се присутен.
ние не можеме многу од тие работи да ги замислиме, пошто сме ограничен капацитет. Затоа ги веруваме. Затоа станува збор за вера. Сакам уште една тема да отворам. Ќе ја поминиме, но мислам дека таа тема треба да има и посебна епизода, каде што ќе зборуваме околу овие работи што кај нас се доста присутни и што се против Божјата волја, што се случуваат и што многу луѓе бараат некакви решенија на своите проблеми, не знам, може би сонуваат некакви соништа и се измачувани во тие соништа, имаат кошмари, ми се појавуваат, не знам, починати луѓе, ми се појавува ова, она, сенки, такви работи. И тие она што го прават, одат кај бајачи, кај гатачи, кај на такви места и таму тие директно имаат допир, односно одат на места каде што ѓаволот и демоните оперираат и нивната ситуација е полоша од првата. Бидејќи на момент тоа ќе им изгледа дека им е полесно, меѓутоа тие таму општат и комуницираат со ѓаволот. Еве ви доказ во Светото писмо дека бајачите, гатачите, тие кои повикуваат духови на мртви и прават магии, се од ѓаволот. Ке читаме директно од Божјото Слово од Светото писмо. Значи, заповедта од Бог е да не се оди по оние што повикуваат духови на мртви и прават магии. Тоа ќе го прочитаме во книгата Левит, 19 глава, 31 стих. Бог им го зборува ова на израелскиот народ, но ни го зборува и нас денеска. И на ти кои што слушаш од другата страна на екранот. Не одете по оние што повикуваат духови на мртви. И до магесници не доближувајте се и не дозволувајте да ве осквернат. Јас сум Господ Бог ваш. Значи, Бог јасно ти зборува. Кога Бог ќе ти каже нешто, да не одиш таму, да не се доближуваш до нив, зашто ќе те осквернат, ќе те извалкаат во духовна смисла. Ќе прочитам исто во Второ Законие, 18 глава, од 9 до 14 стих. Повторно тука Бог им зборува на израелскиот народ, но и нас. Истото важи и за нас. Кога ќе влезеш во земјата што ти ја дава Господ, твојот Бог, не приучувај се на одвратните гнасости, на оние народи. Кај тебе нека не се најде некој кој би ги гонел низ оган својот син или својата керка, кој би се бавел со гатање, чародејство, вражење и волшебништво. Никој кој би баел, кој би повикувал духови и души на предците, или кој би се обраќал на покојниците. Зашто му се гади на Господа секој што прави нешто такво. Заради таквите одвратности ги гони пред тебе Господ твојот Бог. Биди му сосем верен на Господа, својот Бог. Народите што наскоро ќе ги истераш, ги слушаа вражалците и гаталците, но Господ твојот Бог не ти дозволува тоа тебе. Че Господ твојот Бог не ти го дозволува тоа тебе. Тоа важи за сите нас. Гледате како Бог им зборува на израелскиот народ, зошто тие народи ги прогонува од таа земја и им ја дава на израелскиот народ. Вика, тие народи се бавеа со овие гнасости, со овие гадости, значи нешто нечисто, нешто многу нечисто во Божите очи, значи нешто гадно. Вика, му се гади на Господа на секој кој прави такво нешто. Значи секој кој се занимава со гатање, со чародејство,
вражење, волшебништво, баење, кој би повикувал духови и души на предци, или кој би се обраќал на покојниците. Ова нешто е многу сериозно. Сега, јас сакам да ве повикам, доколку вие сте биле на бајачи, на гатачи, не знам, сте се занимавале со, не знам, Ouija boards или на било каков начин сте учествувале во Хелоуин или на било каков начин сте имале допир со нечисти духовни сили, со лоши духовни сили, со демонски, јаволски работи, со гледање на кафе, со хороскоп, со сите тие работи, ако сте се занимавале и сте биле дел од тоа, ве повикувам. И верувам дека Бог ве повикува да се покаете, да ги исповедате вашите гревови пред Него, зашто Тој е верен и праведен да ви ги прости вашите гревови и да ве очисти од секоја неправда, од секое беззаконие. Значи, кога ќе ги исповедате пред Господ вашите гревови, како овие што ги спомнавме и сите останати, Бог ќе ви ги прости гревовите, бидејќи е верен и праведен, а исто вика ќе ве очисти од вашите беззаконија, од вашите неправди. Бидејќи овие гадости ве осквернуваат, ве прават нечисти пред Бог. Затоа мора да одиме кај Бог и преку крвта на Исус ние сме очистени, осветени. Затоа сега јас, ќе го замолам братот Никола да се моли, а вие може да ја повторувате таа молитва, каде што вие доаѓате пред Бог и ги исповедувате вашите гревови. Сите тие гревови што сте ги направиле, дали сте биле на гатачи, дали сте биле на вражалци, на баење, дали сте правеле некои магии, или сте биле кај некој што прави магии, или за било кој грев што сте го направиле. Сега е моментот да вие се покаете за тој грев, да го исповедате пред Бог, дека Тој слуша и е верен и праведен да ви ги прости гревовите и да ве очисти од секоја неправда. И да му го предадете вашиот живот на Господ Исус Христос, да Тој дојде во вашиот живот, да ви стане Господ и Спасител. И вие да го следите Него, да верувате во Неговата жртва на крстот, во Неговата смрт, погребение и воскресение, и да знаете дека еден ден доаѓа Тој од небото, ќе слезе, ќе дојде по вас, ќе ве земе при Него и ќе бидете со Него за секогаш. Како и сите кои веруваме во Него, ќе бидеме заедно со Него за секогаш. Оваа молитва е покана. Покана до секој еден од вас да се обратите према Господ Исус Христос и да му го дадете вашето срце Него и да се покаете од сите тие работи кои сте ги правеле, кои се гадости и гнасости пред Божите очи. И да Бог ве очисти и да ве спаси, да ви избави и да ви го даде тој благодатен Божи дар, вечен живот во Христос Исус. Бидејќи Неговото Слово, Неговиот збор е верен и Бог е верен и вистинит. Оно што ветува Бог го прави, до крај го исполнува. Затоа ќе се молиме, може да ја повторувате молитвата од Никола, но фокусирајте го вашето срце, вашите духовни очи вперете ги кон Бог. Него му се обраќате. Тој е оној кој ве слуша, кој ви ги простува гревовите и кој ве спасува. Никола, може да се молиме. Ти благодарам, Господ Исусе, за ова прилика, што можам да дојдам пред Тебе и да се молам. Ти благодарам што Ти ми откри дека сето тоа што го правев беше грев и Ти благодарам што Ти ми откри дека сите тие места што бев и што учествував во тие работи кои Тебе не Ти се угодни, во тоа вражење и во тоа бајање, Те молам Ти да ми просиш, Господи, и Ти да ме избавиш од таквите работи. Верувам дека Ти умре на крстот за моите гревови, дека беше погребан и дека воскресна на третиот ден. И верувам дека еден ден,
поради вера во тебе, јас ќе имам вечен живот и верувам дека ќе бидам со тебе на небото поради твоето дело на крстот. Биди ми од сега и понатаму мој Господар и Спасител на мојот живот, и ти вади ме во овој живот, и ти биди ми оне кој ќе ме води. Ти благодарам уште не за ова прилика и се молам во името на Исус. Амин. 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 Доколку на вистина ја молевте оваа молитва со искрена вера кон Бог, Бог ве слуша. Бог ви ги простува вашите гревови. Бог не лаже. Бог е вистинит. Зашто е напишано во Словото: секој кој ќе го повика Господовото име Исус, ќе биде спасен. Вика Словото. Значи, ако ти со твојата уста исповедаш дека Исус Христос е Господ, Исус Христос е Господ на твојот живот, на твоето срце, е твој Господ, твој личен Господар и Спасител. И ако во твоето срце на вистина поверуваш дека Бог го воскреснал од мртвите, ќе бидеш спасен. Тоа ти е гаранција. Не ти гарантирам јас, ти гарантира Божјото Слово, ти гарантира Светото Писмо. Бог е оној кој гарантира. А гаранцијата ти е Исус, кој умре, беше погребан и воскресна. Таква гаранција имаш. Вечна гаранција. Не е гаранција од 10 години, 5 години, туку е вечна гаранција. Гаранција за секогаш. Оваа епизода беше нешто што на вистина верувам дека ќе има големо духовно значење, бидејќи овие работи треба да се разговараат и да се зборуваат. И се работи кои стварно се важни и битни во Божјите очи. И ние треба да внимаваме како живееме пред Бог. Бидејќи Словото ни вели: стравот од Господа е почеток на мудроста. Че ние треба да имаме страв и почит, стравопочит према Бог, да се боиме од Него. Тоа е мудрост. А не да правиме работи што се гадости и гнасости во Неговите очи. И ние мора со такво срце, со таков став на покаяние, на промена во нашиот живот, да се откажуваме од гревот, да се откажуваме од тие работи и да се свртиме, да се обратиме према Господ Исус Христос и Него да го следиме и да правиме она што ќе го прослави Него, што ќе му даде Него чест, слава и величие. Ви благодариме што ја гледавте оваа епизода. Се гледаме во наредната. Никола, дали имаш нешто да им споделиш на гледачите? Да, добар момент за крај, уште неколку стихови. Јас сакам да ви испратам со овие стихови, да речам. Со тоа што ќе читам од второ послание до Коринтијаните, значи 6 глава, од 14 стих. Може. Или 14 до... Може 14 до 16 може. Ќе ги прочитам тие стихови. Значи таму пишува: не впрегнувајте се во нееднаков јарем со неверниците, зашто што има правдата заедничко со беззаконието, или какво заедништво има светлината со темнината? Во што се сложува Христос со Велијал, или каков дел има верникот со неверникот? Или како се сложи во Божиот храм со идолите, зашто ние сме храм на живеот Бог, како што е рекол Бог: ќе живеам во нив и ќе одам сред нив, и ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат мој народ. Значи, овој цитат што го читаме тука, значи, можеме исто при крајот што пише дека ќе бидам нив Бог, а тие мој народ, значи тоа е во Еремија 31:31 во Стариот Завет, може да си го најдете, да си го прочитате контекстот, тој, да речам, последните зборови од 16 стих, но тука не прашува Господ што има заедничко правдата со беззаконието или заедништво има светлината со темнината. Значи, ние сега читавме разликите, значи светлината со темнината и дека
темнината е тоа што пред се не веруваш во Христос, живееш живот како што сакаш, а светлината е живот со него и тој вели кој оди по мене, јас сум светлината на светот, кој оди по мене нема да во темнина, туку ќе има светлината на животот. Значи, што има заедничко тој, значи Бог и оние кои го следат Исус Христос и оние кои практикуваат такви работи како што читавме сега со Диме и во што се сложува, значи верникот со неверникот пише. Значи оној кој не верува во Христос, многу поголема е веројатноста да учествува такви работи, да прави такви работи. Оној кој верува, кој знае дека стои во светлината, стои со Христос, нема да ги практикува тие работи, нема да се впрегнува во тие сатански практики, во тие демонски практики, тие демонски работи. И овие стихови на некој начин што ги прочитав и овие прашања што ги има во стиховите, сакам да ги така само да ги прочитам и накратко да искоментирам за нив и да ве оставам со тие стихови за да размислувате самите дома и да се навратите пак на овој текст и да се прашате што има врска светлината со темнината или верникот со неверникот, како што пишува тука, и да го молите Бог да ви даде одговор и да ви открие, да разберете дека оној кој верува во Христос е оправдан и оди во светлината и дека не треба да учествува во такви работи, такви практики кои ја прославуваат темнината, кои го прославуваат ѓаволот, сатаната и демоните, и дека треба да стоиме со Христос. Запрашајте се, размислете околу овие стихови, тоа био споделил за крај. Да, добро кажано. Ова е нешто што треба да го размислувате секој ден. Да знаете дека ништо нема заедничко светлината со темнината. А ние, христијаните, сме деца на светлината, деца на Бог и треба да одиме во светлина, бидејќи Бог е светлината. Ви благодариме уште еднаш за тоа што ја слушавте и ја изгледавте оваа епизода. Споделете ја со вашите роднини, пријатели, блиски, другари, колеги, школски и така натаму, бидејќи ова треба да се знае. Ова е вистина која ослободува. Вистината која доаѓа од Бог, од Светото Писмо. Ве поздравувам и ви посакувам Божји благослов на сите. Пријатно!